Од 1 до 5 години затвор му се заканува на 35-годишниот вевчанец Ранко Срабаковски, кој викендов преку Фејсбук ширеше расистички и ксенофобичен материјал против лицата со атипичен развој. Дека децата со аутизам треба да се извор на човечки органи и се терет на државата, се само дел од грозоморните пораки, кои му ги упати на штипјанецот Зоран Мијалков, татко на 2 деца со аутизам. Мијалко случајот ќе го пријави во полиција, а пријава вчера поднесоа и првата детска амбасада Меѓаши. Во врска со овој случај, во текот на вчерашниот ден, детската амбасада Меѓаши реагираше до Министерството за внатрешни работи и Оделот за компјутерски криминал по основ ширење на говор на омраза и насилство преку социјалните медиуми согласно членот 394 од Кривичниот законник. Од полицијата информираат дека во текот на вчерашниот ден е пристигната пријава за Ранко Срабаковски од страна на Меѓаши и дека се преземаат мерки за расчистување на случајот. Но ова не е прв случај за социјално ленчување на лицата со атипичен развој. Од Меѓаши побара институциите навремено да реагираат, а истовремено упатија апел и ги охрабрија родителите да ги пријавуваат случаевите за линч кои се повеќе се зачестени. Не е прв пат Зоран Мијалков да е цел на напади, но овој пат овие пораки не го погодуваат само него лично како родител, нели неговото семејство, туку и сите родители на деца со атипичен развој. За жал, лицата со попречености во најголем број на случаи се мета на линчови по социјалните мрежи, но и се жртви на стереотипните однесувања и предрасуди поради нивната попреченост. Неофицијално вевчанецот и претходно имал вакви испади и ширење на ксенофобични материјали по социјалните мрежи. Инаку Зоран Мијалков, кој доби силна подршка од целата македонска јавност, е самохран татко на 2 аутистични деца и силен борец за човекови права.